Благодарам. И покрај тоа што со консензус донесовме закон во ова собрание во 2021 година за заштита и спречување на насилство врз жени и девојчиња, сепак бројот на жени кои што и девојчиња кои што трпат насилство е се уште голем во државата. Мислам дека овој шелтер центар би допринел за подобрување на состојбата за згрижување на жртвите од семејно насилство, затоа што во Полошкиот регион нема шелтер центар и се згрижуваат жртвите во други градови. Зошто мислам дека имате многу погрешен пристап и зошто ова токму на оваа локација го бараме, затоа што самата причина да се селат во други градови значи преместување на дечињата доколку има деца жртвата на семејно насилство од школа, промена на документи и така натаму, навистина еден да речам многу захтевен процес. Инаку според сите стандарди во региони каде што има 50.000 населени жители се отвара советувалиште и за жал токму во Полошкиот регион се отвори советувалиште дури во декември ланската година и тоа беше отворено со поддршка на норвешката амбасада. Во региони со 100.000 жители се отвара шелтер центар, а во региони со 150.000 жители интервентен кризен центар. Замислете, во Полошкиот регион има 300.000 жители, а вие не прифаќате да се отвори шелтер центар, затоа што и по стандардите треба да има шелтер центар таму, но сметам дека треба повеќе да се водите од грижата за жртвите од семејно насилство. Тука ги повикувам и колегите од Полошкиот регион да дадат поддршка на овој амандман. Благодарам.